Полицијата имала проблеми. Дојавите за бомби во средните и основни училишта доаѓале од странски IP адреси, па поради тоа не можеле лесно да откријат кој е виновен, се пожали министерот за внатрешни работи. Поради тие проблеми, полициските службеници не можеле лесно да ги добијат податоците, морале да комуницираат со странски полициски служби, а тие пак не давале лесно информации, вели Оливер Спасовски. Најчесто доаѓаат од пратени преку заштитени адреси од странство и од кои што не се доаѓа лесно до факти, до податоци и до информации. И при тоа, ако не ги обезбедите конкретните податоци и факти, нема да може да постапува ниту обвинителство, па да се пренесе и на судот тоа. Станува збор за VPN конекции кои што се од Швајцарија и за тоа ќе треба преку меѓународна правна помош да се добијат тие информации и податоци. Министерот вели среќна околност било што дојавите биле лажни, но и дека имале осомничени, а кои се и каде се, јавноста не знае, полицијата пак не открива. Оливер Спасовски се пофали дека работеле на случајот без да наговести кога би имало разрешница. Вчера, после некое време пауза, се појавија нови дојави за бомби поставени. За среќа, сите се тие лажни и како дел од таквите сајбер напади, најчесто е тоа така рекол. Најавувам дека ќе има реализација, има осомничен, ако нема осомничен, джабе е реализацијата. И на кој една од лажните дојави за бомби на мейл адресата на директорката на основното училиште Кочо Рацин од Петровец пристигнал уште вчера, но таа ја видела дури денеска, откако дошла на работа, па и покрај дојавата за бомба, утринаво учениците од ово училиште биле во своите клупи. По неколку дена пауза, денеска и вчера дојдоа 3 нови дојави за бомби, сега само во основни училишта, а новиот момент плюс е дека не е само Скопје веќе цел, едно од училиштата е од Крива Паланка.